Добар ден, почитувани млади, граѓани и граѓанки на Штип. Добре дојдовте на денешниот настан и мило ми е што денеска во Штип можеме, имаме шанса да разговараме на една вака важна тема за сите нас. Студентите, младите, средношколците, ние сме тие кои што ја движиме државата и општеството напред, затоа како социјалдемократска младина започнавме широки консултации со младите, со сите млади, за тоа кои се нашите потреби, кои се нашите цели и што ние како млади бараме во иднина. Овие дебати, овие консултации, сите предлози, сите идеи ќе бидат дел од програмата 2020-2024 на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа е многу важно ваквите дебати да бидат плодни, да имаме многу конструктивни дебати, предлози, критики и идеи. Важно е да се слушне гласот на народот, на граѓаните пред се на младите. Штип е студентски град и секојдневно низ него се движат, гравитираат многу студенти, како од овде, така и од регионот и од државата. Студентите знаат најдобро што се нивните потреби и како треба властите, без разлика дали локалната и централната, да им излеза во пресред. Како локална власт во Штип, пред се градоначалникот, советот имаат направено многу со што можеме да се пофалеме за младите. Во изминатите 2 години можам да потенцирам дека локалната власт вложи над 600.000 евра во реконструкции на основни и средни школи. Се реконструира 3 спортски сали кои со години биле руинирани и тоа е многу важно за напредокот на спортистите и на младите луѓе. Во деновиве кои што следат започната е изградба на покриен базен, еден од многуте во државата. Тоа значи плюс за спортистите повторно, за младите луѓе, за рекреативците во Штип. Заедно со директорот на Агенцијата за млади и спорт се стави камен темелникот и напорно се работи за изградба на тој базен кој што беше дел од ветувањата. Тоа е уште еден голем исчекор за младите, така да кажам, катче за дружење на младите. Многу проекти, многу идеи кои што паднале на средби со младите, на трибини, на јавни дебати, се дел од програмата на локалната власт, верувам и на централната, затоа подоцна ќе слушнеме од другарот Јон. И затоа пак ќе кажам, овие трибини, овие дебати се многу важни да присуствуваме, да го слушнеме гласот и на студентите, и на средношколците, да ги слушнеме нивните предлози, идеи и критики кои што морат да бидат дел од програмата и само така можеме да бидеме прогресивно општество кое што ќе оди напред. За таа цел денеска со нас се подпредседателот Јон, представник од студентите Ристе и од средношколците Евгенија. Од сите нив ќе имаме можност да слушнеме по нешто, да поставиме прашање, да дадеме предлог, идеја. Сега ќе го поканам другарот Јон да ви се обрати. Функционира, не? Добро. Фала ти, Трајче, фала ви на сите што дојдовте. Најнапред сакам да ви се заблагодарам што во сабота на еден релативно тмурен ден, како што видов надвор, сите одвојвте време и дојдовте да не слушнете и да придонесете, затоа што многу е битно по завршување на нашите излагања сите да се вклучиме, доколку би сакале, во една дебата, во еден процес кој што го надополнува нашиот караван практично на социјалдемократската младина од неколку трибини, кои што почнавме со серија од неколку трибини и мислам дека сме некаде на средина, бидејќи сакаме во еден инклузивен процес, во еден заеднички процес со младите, со средношколците, со студентите, со НГО-ата, со сите луѓе кои што би сакале да имаат импакт во нашата програма, да придонесеме кон креирање на програмата на Социјалдемократскиот сојуз за период 2024, која што дефинитивно ќе биде победничка програма и затоа сакаме она што ќе го извлечеме и да го реализираме. Така да најнапред би ви се заблагодарил од име на Социјалдемократската младина, од Централното раководство на Социјалдемократската младина, што сте дел од овој настан.
како што кажа и Трајче, јас треба да се бавам при моево излагање сега со она што генерално на ниво на централна власт, влада се придонело како мерки кон интересот на средношколците, повеќе студентите. Тоа се дел мерки кои што се легислативно врзани со измена на определени закони, дел се мерки кои што директно владата преку средства ги инвестирала во овие полиња на практично на образованието пред се, и дел се неколку ситуации пред се самиот избор и начин и наша позиција во однос на изборите на студентските лидери, на кои што на крај би се навратил. Би почнал со средношколците, односно нешто што верувам дека и најгласно се зборуваше пред да бидеме дел од било каква централна власт, беше она несреќно екстерно тестирање кое што им беше наметнато, и прва мерка која што се донесе во однос на нив и беше многу значајна, беше укинување на истото, затоа што низ пракса и низ наука се покаже дека е неефективно, дури премногу стресно за таква рано млада група на луѓе. Така да ова би го издвоил посебно, затоа што некогаш не само носењето на легислатива, туку и коригирањето на донесената значи сериозен придонес на некое поле. Во однос на инвестициите во инфраструктурата, во гимназиите, тоа мора да се согласиме дека се пред се локални прашања, така да владата не би можела, според она што го мислам, директно да влезе со инвестиција на тие полиња, меѓутоа политиката на централната власт према локалната самоуправа во овие години е многу по кооперативна во однос на овие прашања. Ако се сеќавате, почетокот на 2019 година владата преку Министерството за финансии расчисти еден голем дел од долговите на општините, па на тој начин и остануваа слободни средства кои што би се инвестирале пред се во образованието, во средните школи, па и во основните школи, затоа што и тие се секако дел од надлежностите на локалните власти. Во однос на високото образование, односно студентите, кои што ни се нели денес тема, студенти, иако е малку тешко искрено темава да ја одвоите генерално студенти и средношколци од млади, меѓутоа еве ќе се обидеме. Во однос на високото образование, најнапред би го потенцирал носење на донесувањето на новиот закон за високо образование. Мислам дека тоа беше првите мерки во 2018 година, не ме држите точно за збор со датуми, меѓутоа значеше сериозен придонес пред се на полето на високото образование генерално, затоа што постави некои нови параметри кои што беа со претходните законодавства дерогирани. Ако се сеќавате, имаше пред 2016 година сериозни студентски протести на кои што сите проблеми во високото образование и генерално функционирање на универзитетите беше потенцирано, затоа беше многу битно по промената на режимот ваквите работи да се санираат и релативно брзо се санира, и тој закон пред се не би го елаборирал сега од член до член, меѓутоа стави подлога на ново студентско организирање, односно што беше пред се за студентите битно можност за ново студентско организирање, предвиде формирање на институции кои што ќе ја мониторираат работата на универзитетите и кои што ќе го следат импактот и практично успешноста на секој универзитет и факултет поединечно, и што е многу битно, врати многу од надлежностите на професорите и наставните научни совети на сметка на оние побирократски високи структури, декани и ректори. И тоа беше, мислам дека, барање адресирано од професорите како такво, и со низа на други мерки сериозно го менува текот и квалитетот на високото образование во Македонија. Понатаму би се навратил на некои мерки кои што директно владата преку своите институции ги реализирала, а се однесуваат на студентите и средношколците, пред се на студентите најдиректно. Например,
Фондот за иновации и развој, мислам дека за минатата година има инвестирано 10,2 милиони денари во 32 основни и 22 средни училишта, кои што пари се користат директно за, ако не грешам, млади истражувачи. Проект кој што до сега не бил реализиран и од значителна помош, да речеме, за тоа што локалните власти може би не би можеле на друг начин да ги финансираат ваквиот тип на проекти или не во волкава мера. Понатаму нешто што е актуелно, односно што беше најактуелно во изминатиот период, би сакал да го потенцираме, субвенционираниот студентски оброк, предвидувањето на 2400 денари месечно по студент, тоа значи 120 денари дневно на субвенциониран оброк на редовните студенти во државните и во приватните, ако не грешам, мислам дека е опфатот универзитети, кои што директно студентите може да го реализираат или преку мобилна апликација или преку картичка што би требало да издаде Министерството за образование и наука. И нешто што ќе го потенцираме, на што сме особено горди, иако беше релативно тешко и подолг процес да се реализира, го ветувавме многу сериозно. Тоа е пуштањето во употребата на блоковите В и Г на студентскиот дом Гоце Делчев, кои што се тотално реконструирани, реновирани. Веројатно и многу од Салава и памтите како изгледал Гоце Делчев и останатите студентски домови, дел од студентските домови предходно, така да со ова тотално ја даваме една нова слика на изгледот на студентскиот дом, за разлика од она што бевме навикнати да го гледаме, а беше под секаков стандард. Сега имаме два блока реконструирани, кои што изгледаат европски, нормално, модерно и ги задоволуваат сите стандарди за нормално функционирање на студентите кои што би ги користеле. Меѓутоа, тука не застануваме, затоа што многу е битно да се продолжи со уште поголем интензитет во ваквата приказна, затоа што е од особено значење за студентите и секогаш сме и пред било каква победа до 2016 година сме потенцирале дека е нешто што е за нас маст и мора да го реализираме, и за тоа ме радува што е склучен договор кој што е на вредност од 25 милиони евра за реконструирање на уште 7 студентски домови низ Македонија, кој што треба да се реализира од оваа година понатаму, и тоа е многу значајно, директно го опфаќа директно студентскиот стандард и секојдневие. И за крај не би должил многу, затоа што мислам дека и малку подолго одзема време од она што беше предвидено, меѓутоа сакам како последно да го потенцирам изборот на студентскиот лидер на студентскиот парламент на Универзитетот Кирил и Методи, кој што мислам дека неодамна се реализираше, и нашиот однос како политичка партија и како социјалдемократска младина во однос на самиот процес, и да го компарирам тоа со она што јас добро го памтам, верувам и вие, беше избор на председател на студентски парламент на оној претходниот. Значи, новиот председател на студентскиот парламент се избра во најнормална, најдемократска атмосфера, тотално релаксирана од било какви политичко-партиски влијанија, притисоци, сугестии, и беше баш она оставено на студентите во нивна процедура да си го изберат студентскиот лидер. Јасно е тоа, сум горд за тоа што тоа го покажува и принципот по кој што се однесуваме во однос на ваквиот тип на настани избори, кои што е многу битно да бидат реализирани така како што се реализираше сега, ослободени од било какви притисоци, сугестии и влијанија. А можам да потсетам дека последниот избор што го памтам, кога се уште режимот имаше централната и локална власт до сите пори, заврши со влегување на така наречени студенти, веројатно по прв пат во просторот на Универзитетот Кирил и Методи, тоаш изборот беше, го памтам, на Јустинијан I,
крадење на кутиите, носење на кутиите во просториите на Кузман, притисоци, единица за брзо распоредување ги чуваше администрацијата студентска додека студенти протестираа и многу ми е мило што таа приказна остана како едно грдо сеќавање на начинот на кој што се избирале студентските лидери и последниот студентски лидер избран во најнормални и најдемократски и релаксирани од било каква форма на влијание или притисок избори. И пак ќе повторам на тоа како младина сум горд што успеавме, односно не успеавме ние, туку имавме таков третман да не се воопшто наметнуваме и да не дозволиме никој да се наметнува на самиот процес. Тоа е пред се важно и тоа е важно во било која форма на избирање и понатаму, затоа што знам дека и на Штипскиот има реализиран успешен избор, меѓутоа за тоа ќе збори колегата Ристо после мене. Така да со тоа би ги заокружил до овој дел неколкуте теми кои што сакав да ги потенцирам. На вас ви благодарам пред се за вниманието и ќе ми биде драго доколку се вклучите и повторно ме вклучите со било какво прашање или дискусија. Фала ви уште еднаш. Ми представува особена чест да бидам дел од оваа трибина како средношколец и соработник на Советот на млади и да имам шанса да ги споделам промените кои што настапија кај нас младите во изминатиот период. Отвореноста и транспарентноста на Советот на млади ме овозможи директно да учествувам во креирањето на младинската политика. Активизмот е клучен дел од животот на секој млад човек. И затоа треба да бидеме носители на промените. Во последните 2 години успеавме преку дебати и работилници да направиме промени во конструирањето на Советот на млади, како и негово финансирање и буџет за спроведување на акциските планови и формирање на локалната младинска стратегија заедно со мисијата на ОПСЕ, токму преку новиот закон за млади. Секој од нас како дел од Советот на млади е матица во своето училиште и како медиуми цело време ги пренесуваме информациите и тие значајни информации се шират со цел да се задоволат интересите на младите. Токму преку овој начин, преку училиштата ги ширеме информациите и се трудиме да ги потикнеме сите средношколци да бидат свесни за младинскиот активизам кој што треба се повеќе да постои. Бидејќи ние сме партнер на локалната самоуправа во однос на решавањето на проблемите кои што нас младите не засегаат. За жал не можеме да се пофалиме со формирање на младински унии, бидејќи таквите се уште не постојат како форма за здружување од средношколците. Во овој момент присутни се движења заедно со другите локални младински организации и сите заедно се трудиме да направиме чекор напред. Советот на млади е мост помеѓу нас младите и институциите, преку која секој проблем и потреба која што ја имаме стигнува до вистинското место и се прават заложби да се одговори на истите. Горда сум што живеам во период каде што после долга стагнација младите се повторно на пиедесталот на општеството, бидејќи истите се и стожерот на ово општество. Апсолутно ги пратиме сите мерки кои што не засегаат и ги користиме истите, како например Европската младинска картичка, младинската генерација која го опфати и нашиот град, а исто така присутни се и зафатите за подобрување на средните училишта. Например, во училиштето каде што јас учам, веќе е реконструирана спортската сала и дел од училниците за настава. Промената е еден мозаик и секој од нас треба да биде свесен дека сите сме дел од тој мозаик. Добар ден, почитувани присутни. Јас сум Ристе, втора година на Ликовната академија при Универзитетот Гоце Делчев.
За прв пат се одржа гласање каде што студентите имаат свое право да си ги изберат своите представници, на кое што бев избран јас како представник на Ликовната академија. Ваквото гласање овозможува на студентите да бидат критични и да си ги бараат своите права како студенти и да си ги изберат своите представници кои ќе ги представуваат. Сите знаеме дека студентите имаат ограничен буџет на располагање, не забораваат и се изложени на финансиски трошоци. Токму затоа на студентите им е потребно поволности кои ќе им го олеснат студентскиот живот и нивното секојдневие. Да се заблагодарам на гостите, на Јон, Евгенија, Ристе, кои ги кажа потребите на средношколците, на студентите, како треба да се движат понатаму организирањата во делот на студентите, во делот на средношколците, кои ќе бидат идните мерки кои што Социјалдемократскиот сојуз треба да ги донесе во нивни и во наши интерес како младина. Се надевам дека во ваквите дебати ќе станат пракса и натаму и ќе можеме да се среќаваме и да дебатираме на многу прашања. Благодарам.